Дел од она што значи вкусот од Македонија, кој што влеземе веќе во големиот асортимент на арка на вкусовите на Slow Food, интернационалната организација која што всушност представува и филозофија на живење, веќе традиционално и кај нас во Македонија етаблирано и одлично се пробива Slow Food, бавна храна, како еден од варијантите и алтернативите каде што треба да биде вклучено постојано во исхраната на македонците. Убава манифестација, убав повод да се доближи се тоа што го имаме и до нашите потрошувачи, но од каде идејата и како воопшто прилезе во тиквешијата да се одржи една ваква манифестација заштита на биодиверзитетот во Македонија и географско потекло, најверојатно веќе се работи на сето тоа. Самата идеја за реализирање на еден ваков настан, односно оваа конференција за заштита на квалитетот на производи, потекна од произлезе од самите производители на сладкото од диви смокви, кое што надалеку е познато како во Македонија, така и надвор. Тргнувајќи од нивната иницијатива за да го промовираат нивниот производ во европски рамки, при тоа носејќи се со тој сертификат за заштита на географско потекло или заштита на ознака на потеклото, произлеговме со идејата да им бидеме гости, односно закажавме состанок со представници од Министерство за земјоделие, кои што денес присуствува и кои што не поддржаа во идејата за заедно да ја реализираме оваа конференција. Она што е доста карактеристично е тоа што од нашите теренски истражувања имаме голем број на производи кои што во целост и секако можат да го носат овој сертификат, се со цел да бидат познати како на нашата територија, така и на интернационално ниво. Би сакала да напоменам за тоа дека и општина Кавадарци ни излезе во пресред да ја реализираме оваа конференција. На оваа конференција исто така е присутна и госпоѓа Емили од ФАО, која што проговори малку повеќе за овие ознаки, заштитени ознаки на производите на европско ниво и како всушност фармерите, односно земјоделците во Европа ги користат овие бенефиции на еден начин, се со цел да ги промовираат нивните производи на европско ниво. Имавме ние во почетокот и такви програми каде што можеше да се аплицира за субвенционирање на елаборатите, но некако кога да постои застој. Докаде е таа препрека? Дали веќе се надминати тие измени на законот што требаше да бидат за географските ознаки и други ознаки исто така постојат? Така, од излагањата на представниците од Министерство за земјоделие, досега е стигнато доспеано на нивна страна неколку, да речам, барања за елаборирање на одредени производи. Меѓутоа, од наше искуство, како граѓанска организација која што работи на полето на заштита на биодиверзитетот и несомнено промоција на малите производители, нивните производи, е тоа дека не постои голема иницијатива кај самите производители за понатаму да работат на промоција на повисоко ниво на нивните производи, заштита нели со овие ознаки. Напоредно се работи на хармонизација на европските регулативи, меѓутоа овој период ќе биде доста предизвикувачки да настане на еден начин имплементација на веќе прилагодените хигиенски регулативи и барања за квалитет кои што доаѓаат од Европска унија. За идните поколенија ова би било еден голем предизвик и самите представници од Министерство потенцираа за тоа дека на самата територија, каде што веќе ќе се започне со постапката за имплементација, односно за сертификација на овие производи, се прават карактеристични отстапки се со цел подобро да се имплементираат. Друг интересен дел од оваа конференција е и презентацијата на производите од Тиквешкиот регион, каде што мислам дека самите присутни ќе имаат можност да ги вкусат и да се уверат во квалитетот кој што го поседуваат овие производи. Во земјите на Европската унија со заштита на традиционалните производи со ознаката за потекло, гарантиран традиционален специјалитет и со заштитена географска ознака, се успеа голем дел од населението да ја обезбедува својата екзистенција во руралните средини. Ваквата дополнителна вредност од своите традиционални производи отвора перспектива за многу агробизнеси.
Slow Food во Македонија повеќе од 5 години работи на заштита на локалниот биодиверзитет и традиционалната храна, месувајќи 75 локални производи во мапата на светскиот каталог Арката на вкусовите. Автентичноста на вкусовите од Македонија во светот е препознаена, а колку ние самите ја вреднуваме и заштитуваме е прашањето на кој секој треба да си одговори. Тоа е пораката од оваа конференција. Верувам дека го задржавме вашето внимание со понудените теми кои што ги имавме за денешнава емисија, но и со овој прекрасен асортиман на бои кои што ги имаме и кои ги носи пролета. Година. Науката го следи производството. Своје место најде и Факултетот за земјоделски науки и храна од Скопје, од каде беа организирани и тематски предавања за патот на успехот за добро вино. Дел од она што значи вкусот од Македонија, кој што влеземе веќе во големиот асортиман на Арка на вкусовите на Slow Food, интернационалната организација која што всушност представува и филозофија на живење, веќе традиционално и кај нас во Македонија е етаблирано и одлично се пробива Slow Food, бавна храна, како еден од варијантите или алтернативите каде што треба да биде вклучено постојано во исхраната на македонците. Убава манифестација, убав повод да се доближи се тоа што го имаме и до нашите потрошувачи, но од каде идејата и како воопшто прилезе во тиквешијата да се одржи една ваква манифестација заштита на биодиверзитетот во Македонија и географско потекло, најверојатно веќе се работи на сето тоа. Самата идеја за реализирање на еден ваков настан, односно оваа конференција за заштита на квалитетот на производи, потекна од произлезе од самите производители на сладкото од диви смокви, кое што надалеку е познато како во Македонија, така и надвор. Тргнувајќи од нивната иницијатива за да го промовираат нивниот производ во европски рамки, при тоа носејќи се со тој сертификат за заштита на географско потекло или заштита на ознака на потеклото, произлеговме со идејата да им бидеме гости, односно закажавме состанок со представници од Министерство за земјоделие, кои што денес присуствува и кои што не поддржаа во идејата за заедно да ја реализираме оваа конференција. Она што е доста карактеристично е тоа што од нашите теренски истражувања имаме голем број на производи кои што во целост и секако можат да го носат овој сертификат, се со цел да бидат познати како на нашата територија, така и на интернационално ниво. Би сакала да напоменам за тоа дека и општина Кавадарци не излезе во пресред да ја реализираме оваа конференција. На оваа конференција со така е присутна и госпоѓа Емили од ФАО, која што проговори малку повеќе за овие ознаки, заштитени ознаки на производите на европско ниво. И како всушност фармерите, односно земјоделците во Европа ги користат овие бенефиции на еден начин, се со цел да ги промовираат нивните производи на европско ниво. Имавме ние во почетокот и такви програми каде што можеше да се аплицира за субвенционирање на елаборатите, но некако да постои застој. Докаде е таа препрека? Дали веќе се надминати тие измени на законот што требаше да бидат за географските ознаки и други ознаки исто така постојат? Така, од излагањата на представниците од Министерство за земјоделие, досега е стигнато доспеано на нивна страна неколку, да речам, барања за елаборирање на одредени производи. Меѓутоа, од наше искуство, како граѓанска организација која што работи на полето на заштита на биодиверзитетот и несомнено промоција на малите производители, нивните производи, е тоа дека не постои голема иницијатива кај самите производители за понатаму да работат на промоција на повисоко ниво на нивните производи, заштита нели со овие ознаки.
Напоредно се работи на хармонизација на европските регулативи. Меѓутоа овој период ќе биде доста предизвикувачки да настане на еден начин имплементација на веќе прилагодените хигиенски регулативи и барања за квалитет кои што доаѓаат од Европска унија. За идните поколенија ова би било еден голем предизвик и самите представници од Министерство потенцираа за тоа дека на самата територија каде што веќе ќе се започне со постапката за имплементација, односно за сертификација на овие производи, се прават карактеристични отстапки се со цел подобро да се имплементираат. Друг интересен дел од оваа конференција е и презентацијата на производите од Тиквешкиот регион, каде што мислам дека самите присутни ќе имаат можност да ги вкусат и да се уверат во квалитетот кој што го поседуваат овие производи. Во земјите на Европската унија со заштита на традиционалните производи со ознаката за потекло, гарантиран традиционален специјалитет и со заштитена географска ознака, се успеа голем дел од населението да ја обезбедува својата екзистенција во руралните средини. Ваквата дополнителна вредност од своите традиционални производи отвора перспектива за многу агробизнеси. Slow Food во Македонија повеќе од 5 години работи на заштита на локалниот биодиверзитет и традиционалната храна, внесувајќи 75 локални производи во мапата на светскиот каталог Арката на вкусовите. Автентичноста на вкусовите од Македонија во светот е препознаена, а колку ние самите ја вреднуваме и заштитуваме е прашањето на кој секој треба да си одговори. Тоа е пораката од оваа конференција.